Добре дојдовте назад, како што и претходно најавивте и како што и самите знаете, петок по флеш вестите, по последните флеш вести за денот, секогаш имаме рубрика Адвокат на граѓаните. Да, се наоѓаме во вонредна состојба, но тоа не значи дека правните проблеми кои ги имате или ги имаме, си одат така. Тие ќе продолжат и по завршувањето на оваа криза и токму затоа ние ви нудиме можност за правен лек со експерт, правен експерт, со адвокат конкретно. Денеска ни е Бојан Милошевски. Бојан, добро утро, секое утро. Добро утро, поздрав до тебе, Андре, и поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Секако вака во вонредна состојба, меѓутоа секогаш треба да излеземе во пресред на граѓаните заради заштита на нивните права и правни интереси воопшто во државата и во општењето со органите и сите институции во државата. Токму така, апсолутно се согласувам и благодарам за постојаната соработка што ја имате со Алфа телевизија. Ќе ги потсетам само гледачите дека нашите телефонски линии се отворени за вашите прашања. Во меѓувреме имаме и на нашата Facebook страница се испраќаат прашања, се испраќаат и на нашата имейл адреса dobroutro@gmail.com. Прво и основно, дали се подготвуваш за овој целосно карантински викенд? Апсолутно, како и сите, така мора да се прилагодиме на општата ситуација и општата состојба, бидејќи секако мора оваа криза да се преброди заради општото добро, заради здравјето пред се нашите најблиски, а и здравјето на граѓаните. И јас сум поборник на тоа дека мора да се почитуваат мерките, бидејќи секако се пропишани од определени авторитети, стручни лица, така што сметам дека што побрзо го пребродиме ова, помалку ќе бидат и загубите и оние ефекти од економската криза што ни следува, како што видовме и Светската банка веќе прогласи рецесија за Република Македонија, така што навистина ќе биде, сметам дека тешко во наредниот период, но колку побрзо заврши оваа ситуација, мислам дека и побрзо ќе излеземе како победници од целата економска криза и ќе ја пребродиме истата на полесен начин. Така е. Да почнеме со прашањата. Еве дел од оние гледачи кои ни испратија на нашата Facebook страница. Имавме едно слично прашање, но спецификациите се поинакви. Вели, имам 30 години, невработен сум, исто така и мојата сопруга. Имаме две деца на возраст од 4 и од 8 години. Немаме право на социјална помош до јуни, затоа што мојата сопруга дала отказ предпоставам пред една година. Немаме право на социјална помош. Дали ни следува некаква помош сега во ситуацијава? Па видите, без разлика, значи, очигледно е дека гледачот не може да го оствари правото на парична помош по основ на невработеност, согласно законот за осигурување во случај на невработеност, но секако, бидејќи се работи за повеќе члено семејство, согласно законот, истите треба да се обратат до Агенцијата за вработување. Јас сметам дека во секој случај следи определена надоместа на почлен на семејство, како за нивните деца, така и за родителите, бидејќи секако, значи, така и е базирана нашата држава, бидејќи не може и не треба да остане никој без постојана парична помош во текот на месецот. Така што, доколку ги исполнуваат условите, може да бидат и носители на постојана парична помош или нега на доколку имаат член во семејството. Се надевам дека се сите здрави и живи, како што и рекоа. Така што сметам дека треба да се обратат до центрите за социјална работа и ќе ги упатат службениците во секој случај за искористување на правото на постојана парична помош. Така. Понатаму, еве, ова е едно прашање што се однесува, би рекол, на доста луѓе, особено во оној приватниот сектор. Вели,
ова е од пред неколку дена, вели уште еден ден одам на работа, потоа ќе одиме сите 7 дена на неплатен одмор за приватна фирма. И прашуваат дали смее тоа да се направи, нели во таква ситуација како би требало да постапат вработените. Па видете, значи во Законот за работни односи уредува, можам да кажам така помалку скромно, ја уредува оваа материја и оваа проблематика, меѓутоа во членот 112 е интересен ставот 10 за разгледување, каде што токму е уредува оваа материја, каде што имаме привремена прекин на работниот процес. И во такви случаеви тоа е случај каде што од деловни причини работодавачот не може да ги извршува своите активности, а следствено на тоа и работниците не може да ги обавуваат своите работни обврски. Во таков случај, кога ќе дојде до привремена прекин на работниот процес, на работникот му следува надоместна, односно плата, во висина од 70%, но прекинот да не биде повеќе од 3 месеци. Во тој случај работодавачот на ниво на работодавач треба да си донесе соодветна одлука дека поради деловни причини привремено го прекинува работниот процес и да донесе поединечни решенија во вид на поединечен правен акт со кој што ќе им определи висина од 70% од износот на платата која што ја земал работникот во изминатите месеци. Што значи дека тоа е едно од правата што им следува, односно што може да се ги бараат работниците, а исто така и во истиот член 112 од Законот за работни односи уредува исто така поради постоење на виша сила дека работникот има право на износ од 50% од платата. Сега, тука кој основ ќе го земе работодавачот за исплата на платата, како надомест за извршените обврски во вакви околности, вакви ситуации, тоа е веќе прашање на работодавачот. Што значи дека овој начин, како јас сум претежно го преферирам ставот 10 од членот 112, бидејќи неспорно е дека поради определени околности дошло до привремен прекин на работата, односно на работниот процес. Така што сметам дека се заштитени работниците во овој дел, со тоа што треба работодавачот да донесе соодветна одлука и поединечни решенија за секој работа. Така. Имаме и гледачна линија првиот за денеска во оваа рубрика. Добро утро, секој утро кому? Добро утро. Добро утро. Овде ја поздравам прво телевизија Алфа и адвокатот. Благодарам. Сакам да поставам две прашања, дали е дозволено прво. Дозволено е, повелете. Првото прашање е 2003 година ми се украдени пари од сефот од страна на вработен. Го осудија условно 3 години и да ми ги врати парите. 9 месеци ми враќаше по 6000 денари преку извршител. После тоа се запре и веќе 17 години, скоро 17 години и нема платено ништо. Извршителот вели дека не може да го најде, не е запослен, а сметките во банка му се блокирани. Што да правам после ова? Дали јас има некој начин да ги наплатам тие пари? И второто прашање е... Само момент, Бојан, дали го слушнавте? Да, го слушнавте, добро. Повелете второто прашање? Второто прашање е, јас бев, како фирма, бев должен на една фирма и ми запленија дуќан од 325.000 евра. На првата лицитација не се јави никој и се намали цената на 1/3.
на 216.000 евра. После тоа не се јави никој за тие 216.000 евра и после година дена ми намалија износот го намалија за повеќе од 70.000 евра. И ми го зедоа локалот за цирка 140.000 евра. Дали е тоа дозволено да се намали повеќе од 1/3 локалот? Тоа ми е второто прашање. Ви благодарам однапред. Ви благодариме. Така, значи го слушнав второто прашање делумно, меѓутоа првото го слушнав. Очигледно се работи за неможност за спроведување на постапката за извршување, поради тоа што средствата кои што се извршува, односно средствата за извршување, тоа се трансакционите сметки кои што ги има во деловните банки на должникот се блокирани, но извршителот секако доколку овој начин не може да го оствари за наплата на поборувањето на доверителот, може да примени друг начин на извршување, доколку постои имот, односно доколку поседува имот должникот на негово име, недвижен имот или подвижен имот, значи може да преде извршувањето на друг начин, бидејќи очигледно е дека е неуспешен овој начин на извршување. Што се однесува до второто прашање, делумно го слушнав во делот каде што вели гледачот дека по две неуспешни лицитации дека е продаден имотот за определена сума. Тоа секако дека доста намалена во однос на иницијалната и реалната вредност на локалот кој му бил одземен. 325.000 евра била, колку што слушнав, првата лицитација, потоа бил намален за 1/3, 216, па после на 70.000 и вкупно бил земен за некаде 140.000. После одреден временски период, на година се намалува. Така. Видете, значи овдека јас не сакам да верувам дека постапката за извршување е спроведена спротивно на законот, меѓутоа овдека ќе кажам отворено, треба да се провери, бидејќи нечесто, односно неретко во овакви ситуации каде што имаме постапка за продажба преку јавно наддавање на имот кој што представува имот со извршна исправа кој што е имот со налог за извршување. Често пати се случува во праксата да постојат и злоупотреби, во смисла на тоа дека оние кои што надаваат се договараат меѓусебно на лицитацијата, значи да не се спроведе тоа наддавање, односно да не успее истото, така што вредноста на имотот што е можно повеќе да се намали, како би можел еден од тие наддавачи, односно лицитатори, да го земе овој имот по, да речеме, несразмерно ниска цена, а понатаму оној дел кој што бил планиран како средства за да го купи купувачот на јавната лицитација, да го подели како пари со останатиот наддавач на лицитацијата. Бојан, така што често се случуваат злоупотреби. Се извинувам, морам да те пресечам. Туку што ми јавија од режија дека има вонреден прес на министерот за здравство Венко Филипче. Ќе мораме тука да прекинеме за да го пуштиме во живо. Јас ти се извинувам. Доколку има простор, ќе го продолжиме разговорот, доколку не, ќе им останеме должни на гледачите за следната недела. Ти благодарам, извини. Заминат за Струмица, ќе биде готов во текот на денешниот ден, но и тој веднаш по добивањето на информациите е ставен во домашна изолација. Новинарот е во стабилна здравствена состојба, во моментов е на лекување во болницата 8 септември. Во текот на утрото и денот ќе се направат анкети и со точниот наод и бројка на лицата кои што ќе одат во самоизолација ќе
доколку за тоа има и потреба, ќе евалуираат епидемиолозите. За сите овие информации, како и за резултатот од тестот на председателот Зоран Заев, ќе известиме на следната пресконференција во текот на денот и тогаш ќе одговориме на сите прашања. Ви благодарам. Се враќаме во студиото, го продолжуваме разговорот. Значи, министерот Венко Филипче најави дека има новинар кој бил позитивен на COVID-19, но за тоа ќе информира подетално на, предпоставувам, редовната пресконференција. Во меѓувреме ние продолжуваме со адвокат на граѓаните. Бојан, ти се извинувам уште еднаш за ова. Да, моравме да дадеме приоритет да видиме на новите ситуации од аспект на коронавирусот, она што навистина најмногу не засега сите. Те прекинав во одговорот на второто прашање. Да, значи да. Дали треба се види дали има определени злоупотреби кај оние кои што лицитирале, односно кои што нуделе определена нуделе цената на давањето за недвижноста, а не сакам да верувам дека е извршена постапката за јавно давање од страна на извршителот спротивно на законот. Така. Имаме уште еден гледач на линија. Добро утро, секој утро. Повелете. Ало. Да, повелете. Гледач од Скопје. Имам две прашања, ако можно да прашам. Повелете. Првото прашање, јас имам високо образование завршено и не вработен од 83-та година. Моментално сум избришен од завод од минатата година. За еден ден беше работата по лекарства, по лекари одев, така и така испадна, не се пријавив. Дали ми следува помош од 7.000 денари, тоа е првото прашање. Дали го слушнавте, Бојан? Па, дали му следува помош од 7.000 денари, меѓутоа не знам по кој основ. Еден ден задоцнил гледачот со поднесување од лани. Еден ден задоцнил гледачот поради Моментално сум избришан од обврски поради здравствени причини, задоцнил еден ден со пријавата и испишане од заводот. Па прашува дали има право на надомест. Тоа е првото прашање. Јас мислам дека да одговориме, јас мислам дека може да поднесе приговор до Агенцијата за вработување, каде што ќе ги наведе причините поради кои што задоцнил и го пропуштил преклузивниот рок кој што е зададен од страна на Агенцијата и согласно закон за пријавување на осигурениците, така што, односно невработени лица, така што сметам дека доколку ја приложи документацијата во прилог како причина за доцнењето, дека истиот ќе биде уважен и дека ќе определат надоместокот кој што му следува за месечниот надоместок за граѓанинот, односно осигурениот кој што бил претходно. Так, повелете со второто прашање. Можам да прашам второто прашање? Да, повелете. Видете, се работи за данокот на имот, знаете. До 90-та година плаќавме 400 денари годишно, мислам, данок, а покасно во времето на ВМРО кога беше на власт, поточно Груевски, тој данок се покачи на 6600. Јас се жалев во тоа време и са го намалија само за 1000 денари. Ланската година бев таму во барака 16 да се информирам дали можам да се жалам за да го намалат, затоа што сум невработен, немам никаква екзистенција тука. Се снаоѓам самиот, како знам. Ми беше речено дека
во случај ако се жалам, ќе ми го покачат данокот. Разбирате? И не знам што да правам сега. Еве пред некој ден добив решение пак за данокот, е 5600. Плаќам данок како да сум, што да ви кажам, како да имам не знам колку плата, работен, едно друго. Дали го слушнате На прашањето? времето 400 денари, само Дали година. имотот се наоѓа во Скопје? Молам? Имотот се наоѓа во Скопје за кој што плаќате данок на имот? Да. Ја конкретно живеам во Пржино и името Насе ми е се викам. Тука живеам, да. Не знам што да правам. Рекла, ако случајно се жалим, никако качим. Само не знам конкретно за што се однесува, слушнав дека е зголемен данокот на имот, меѓутоа не слушнав што точно е целта на прашањето. Данокот на имот е зголем во време на Груевски кога беше. Они го Добро. покачија и тоа ретроактивно 3 години. Кога го донесува тој закон. Прашањето е што за мене е тоа многу голем данок плаќам годишно. 5600 денари, не сум вработен. И сакам да се жалам, еве сега пред некој ден го добив. Ова, меѓутоа не знам што да правам. Би беше кажано минатата година дека во случај ако се жалам, ќе ми ги покачат, ќе го покачат данокот. Мислам, изгледаше како претња некоја, да воопште не се... Да прашува што да прави, бидејќи, ете, не знам, закана ли е, што е? Јас лично, конкретно ја лично очекував дека оваа сега новата власт за подобар живот ќе го смали данокот. Меѓутоа ја следејќи на телевизија што се случуваат работите, муабетите, они имаат намера да го кренат уште повисоко од она што е сега. И за тоа што да правам, не знам, мислам. Тоа треба стручно да се напише, да разбирате самата жалба. Така, значи, како што можев да заклучам од прашањето, гледачот бара да биде ослободен од плаќањето на доместокот на данокот на имот, бидејќи е корисник на социјална помош од страна на државата и дека не е во можност истиот да го плаќа. Доколку е така, јас би го упатил со потврдата од Агенцијата за вработување, каде што ќе се потврди дека истиот е корисник на социјална парична помош или друг вид на помош, да ја однесе до градот Скопје, бидејќи градот Скопје е единствено надлежен за изготвување на годишните решенија за данокот на имот. Инаку, да појаснам само како се утврдува тој надомест за данокот на имот, исто како и за данокот на промет. Значи се зема основицата која што истата пак градот Скопје ја врши ревалоризација на определен временски период, што значи дека основицата се зголемува, меѓутоа не и стапката. Значи стапката за данокот на имот е различна во зависност од тоа дали се плаќа за имот во кој што живеете, односно го користите, или пак имот во кој што не живеете. И таа стапка, колку што мене ми е познато, е непроменета, меѓутоа можно е да е зголемена основицата, а таа зависи истата се зголемува во зависност од повеќе параметри и веќе утврден начин, односно методологија на утврдување и пресметување. Сакам да кажам дека оваа методологија, односно зависи начинот, основицата, зависи од тоа, например, како некои параметри, од изграденоста, односно околината во која што се наоѓа имотот, потоа зависност од јавни установи, училишта, детски градинки и така натаму, кое нешто ја вредност на имотот. Меѓутоа стапката дека е зголемена на пресметка на данокот на имот, не се согласувам.
а основицата можно е да ја зголеме. Меѓутоа не во толкава мера како што и кажува и тврди гледачот. Во ред. Имаме уште еден гледач на линија. Добро јутро секој утро, повелете. Ало, Да, повелете. добро утро. Добро утро. Имам едно прашање до адвокатот. Останавме без работа и сега пред ова да се прогласи, тогаш подпишав отказно решение спогодбено. И за она парична надомест од државата што ја кажуваат, во завод викаат дека не се следува. А на телевизија едно зборат дека секој што е останал без работа го следува, пошто дали спогодбено или не спогодбено, си останал без работа и не можеш кај да одиш и кај да бараш. И сега дали вистина не ме следува или не. Го слушнате прашањето, Бојан? Да. Благодарам. Значи, како и да е, јас сметам дека на работникот му следува паричен надомест, со тоа што треба да го исполни условот да бил во непрекинат работен однос 9 месеци пред престанокот на работниот однос или пак 12 месеци со прекин во последните 18 месеци. Секако, тука треба исто така да се исполнат и определени услови, односно да не биде прекинат работниот однос по вина на работникот, односно со отказ од страна на работникот. Така што, значи, ова одредба од законот важи само за во оние случаеви каде што останал работникот без работа со отказ од страна на работодавачот. Затоа и не слушнав кој е начинот на престанок на работниот Спогодбено. однос. Спогодбено. Да, подпишала спогодбено гледачката за прекинување на работниот однос непосредно пред оваа ситуација. Да, независно дали е пред состојбата вонредна состојба или е за време на вонредна состојба, затоа што законот има примена во секој случај, така што треба уште еднаш да упати барање до агенцијата за вработување, бидејќи сметам дека следува соодветен надоместок. Така. Во ред, имаме уште еден гледач на линија. Ало, здраво. Здраво, Вака повелете. сега. Имам едно лично прашање до адвокатов на граѓаниви. Ние сме четворочлено семејство, невработени. Значи, по завршетокот на породилното на сопругава, без никакво известување од фирмава доби отказно решение, наводно дека некаде се подпишала, а не постои никаде нејзин документ, дека е валидно подпишан, и со тоа по автоматски пат го губиме правото на социјална помош. Значи, пошто и јас како родител сум невработен, со едното 7-годишно дете, а друго ни е година и пол, значи без никакви примања сме од 7 месец 2019 година, на терет на родителите. Значи се обративме во социјално, по труд, порака до Министерката за труд и социјала, испративме мејло и се. Значи никој буквално не ни помага. Никој. Апел до Дали сега да градоначалникот. го прашам гледачот, ако може, дали имаат поднесено барање за корисници на постојана парична помош? Ни немале право да го користиме тоа, заради тоа што наводно сопругава подпишала дека не сака да оди на работа. Значи, баравме да се испита, макар и вештак да дојде да го испита случајов, подпис од нејзин сето. Значи, сите се глуви едноставно. Глуви. Срамота за држава, срамота за општеството, а се бонтова дека не сакале минимална плата, јавниве администрација, а како сме заштитени ние? Ово е дел на граѓани. Значи, како? Никако. Значи, што треба да се постигне, кај треба да се прашаме, сите се глуви едноставно. Никој не сака да помогне. Значи, на 21 век, без никаква поддршка од државата, а граѓани сме на државата,
значи со 2 малолетни деца, нон-стоп сметки, давачки, сето се движи на терет на нашите родители. Значи страмот. Мора да постои некој решение. Значи ова, макар и колку и да биде драстични овие работи, мора да постои решение. Значи не може да бидеме ние одбијани за социјална помош, не може да ни следува никаков пакет, не може во ни една програма нас да не опфаќа. Значи, еве вие сте адвокат, стручно лице, правник, ве молам помогнете, кажете решение постои, не постои. Правда така е наша. Благодарам. Значи вака, јас сметам дека сепак треба да, бидејќи веќе сте без работа, и едниот и останатиот, сепак бидејќи имате издржувате малолетни деца, да се обратите до Центарот за социјални работи, да се побара постојана парична помош, зависи, ќе ги приложите вие сите докази, приложите ги во секој случај, а ова што велите со сопругата, тоа е интересен случај, вака како што кажувате, дека наводно она подпишала некаква изјава за престанок на работниот однос, иако тоа не е случај, така што сметам дека тоа треба да се истражи пред се до крај, како би можело да се утврди и да се констатира фактот дека истата не по своја волја побарала да престане работниот однос. Или пак, исто така да се утврди, да се истражи случајот до крај во смисла тоа што постојат и многу работодавачи кои што при воспоставување на работниот однос и со самото склучување на договорот за вработување подпишуваат некакви си изјави кои што се бланко изјави и кои што токму во овој случај работодавачите за жал ги вадат на површина за престанок на работен однос. Тоа според мене е класична злоупотреба која што и тоа како се докажува во соодветна судска постапка. После што би требало тој газда и како поединец, нели, да сноси сите правни последици предвидени во системот за тоа? Апсолутно да, бидејќи се работи за класична злоупотреба на волјата на работникот. Токму така, ако во случај, колку што знам, сега лаички, колку што знам, доколку се докаже дека се работи за фалсификуван потпис, тоа е веќе кривично дело, нели? Апсолутно, кривично дело е, меѓутоа, знаете, претпоставувам дека во овој случај се работи, како што кажав претходно, каде што имало случаеви, работодавачи при склучување на договорот за вработување едноставно ги наведуваат работниците да потпише бланко изјава и тој не е фалсификуван потпис. Так. Таа изјава си е валидна, меѓутоа е бланко, не е пополнета. Само е подпишана, а содржината на самата изјава ја пополнува понатаму работодавачот или пак ќе му наложи на работникот истата да ја само прецизира. Што значи и тоа, без разлика што е подписот на самиот работник, представува злоупотреба на правото од работен однос. Бидејќи таква бланко изјава сметам дека е недозволено да се подпишува. Така. Во ред, уште еднаш да кажам, благодарам, извини уште еднаш за пресекувањето, за кратењето на разговорот во одреден момент. Мораме да видиме, нели, како општествено одговорна телевизија пред граѓаните, обврскани да пренесеме во детали се што се случува најново, особено во ваква критична ситуација. Ете, ти благодарам уште еднаш што беше дел од Добро утро секој утро, редовен адвокат на граѓаните Бојан Милошевски. Благодарам и на вас и секој добро им посакувам на вашите гледачи и воопшто на сите граѓани во Република Македонија. Први добро здравје, а се понатака останато ќе биде како што треба.